а сега е повторно време за гости. Нашата драга Ирена веќе го пречека вториот гостин, кој што веќе во најавата чинам дека го чувте. Доктор Александар Манолев, специјалист интернист од приватната здравствена установа Поликлиника Манолеви, кој ќе не упати многу повеќе за остеопорозата, за таа тивка болест. Доктор Манолев, добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата, поздрав вашите гледачи. Драго ми е што, особено за повозрасната популација, Иренче, имаме многу повеќе информации да им споделиме, ама и да ги подсетиме кои се сигналите кои што може би упатуваат на остеопороза. Па да, тоа е можеби клучното прашање. За жал, остеопорозата не прави една класична клиничка презентација. Првиот симптом најверојатно ќе биде скршеница, односно фрактура. И токму тоа ќе биде денеска идејата на ова гостување, да поразговараме околу тоа, нели, кои се причините кои што ја забрзуваат појавата на остеопорозата, бидејќи ќе спомнеме дека после 20-та година коската почнува полека да се разградува и колку повеќе имате фактори кои што го забрзуваат тоа разградување, ја зголемуваат таа шанса да се направи скршеница, односно фрактура. За жал, една група на пациенти, поготово кои што се во постарата генерација, се случуваат и така наречени тивки скршеници на ребетниот столб кои што се непрепознаени. Тие може да додат со нека лесна клиничка слика и за жал често пати тие скршеници доведуваат до она што се нарекува извиткување на ребетниот столб, она што е една типична слика за да речеме едната жена во менопауза после таа 70-та година. Многу важно и многу пожелно да се вклучат сите гледачи, да се вклучат во следење на она што вие ќе го разговарате. За жал, мислам дека нема да имаме можност да ги вклучиме и во живо. Повели затоа што времето не е за тоа. А би сакале што повеќе да им објасниме на гледачите за оваа болест остеопороза. Најчеста возраст на која што се добива остеопорозата е над 50 години, меѓутоа ова не е секогаш правило, може и на многу помала возраст да се јави, затоа ќе зборуваме со нашиот и ваш утрински гостин. Еве, јас повторно ќе го представам, доктор Александар Манолев, специјалист интернист од приватната здравствена установа Поликлиника Манолеви. Докторе, добро ви утро, еве официјално и од мене, овде во студиото, иако ние се пречекавме и си разговаравме, се подготвувавме за разговорот. Ќе зборуваме подетално се за остеопорозата, бидејќи мислам дека една состојба или болест, која што повеќе некако, сепак, е застапена кај повозрасната публика. Оние гледачи кои што нашата публика, да кажам, повозрастните. Меѓутоа, не е правило, се јавува и во порана возраст. Вие кажавте малку за симптомите, значи нема некои класични симптоми остеопорозата, ама за почеток да дадеме една дефиниција и така да го започнеме разговорот. Што е остеопороза? Па веќе спомнуваме, представува состојба на разградување на коската, нели, која што е типична за жените во постменопаузата, нели. Представува, нели, вредност на DEXA скен под 2,5 стандардни единици на девијација, нели, да се каже дека е остеопороза и тоа е во принцип и критериумот за поставување на дијагноза. Сепак ние во критериумите за поставување на самата дијагноза користиме одредени скорови, како што е фрак скорот, каде што по пат на прашалник добиваме еден дел на информациите кои што доведуваат до појава на остеопорозата, па така се смета дека ако одредено лице има ризик за појава на фрактура, имаме два критериума, фрактура на колк над 3%, пример ако таа индивидуа има над 3, односно 4, 5, 6, тоа што сигурно знаеме дека кај 50% од тие индивидуи ќе настане фрактура на колкот, или ако има да речеме процент на можност да настане фрактура над 20% на сите позиција, тука мислиме на рбетот, на колкот, на подлактицата, тогаш тоа индивидуа исто така сметаме дека може да има предиспозиција да настане остеопороза и се дава терапија. Значи имаме два генерални критериуми: потврдена дијагностика со DEXA скен дека постои остеопороза и дека постои остеопороза која што на DEXA скен можеби нема да ја видите, но по принципот на прашалник да со голема веројатност најде дека таму ќе има остеопороза. Кога тие индивидуи ќе направите вие DEXA скен, стварно ќе најдете еден голем дел веќе знаци за остеопороза, односно еден тест кој што ќе биде под минут 2,5 нели единици стандардни единици на девијација. Да. Сега малку кажавте и за причините. Зошто настанува остеопорозата? Кажавме дека возраста е над 50 години, меѓутоа не е правило, се јавува и кај деца, кај помалата популација. Дали се причините за појава на остеопороза наследни
генетски или се стекнуваат можеби од некои болести? Ајде вака да почнеме од почеток како се развива коцката, нели? Некај до 8-та до 18-та година настанува така наречено моделирање на коцката. И тоа е многу битен период бидејќи моделирањето зависи од тоа како се исхранува детето, во насока на тоа дали внесува доволно калцијумно протеинска храна и дали е физички активно. Зошто се битни тие фактори, бидејќи тие фактори до 18-та година нели ја моделираат правилно коцката, тоа е првата работа, и даваат на цврстина. Логично е дека ако тоа дете во текот на неговиот пубертет почнува да пуши, да внесува алкохол, да речеме од 12-13 година. Да практикува нездрав живот, така, значи нездрав живот. навики. Ако имате зголемен внес на шекери, немате правилен внес на протеини, така натака немате физичка активност, седентарен тип на живење, кај таа индивидуа таа коцка нема да се развие правилно. После 20-та година тој процес комплетно завршува. И од 20-та година, па во текот на животот, таа ремоделација постои, значи организмот ја негува коцката, меѓутоа таа веќе полека почнува да има една, да речеме, еден пат, односно во насока на тоа дека таа коцка ќе се разградува. Зошто го кажав ова? Ние кај младата популација се случува да настане остеопороза. Во поглед на генетиката има две генерални групи. Првата група е многу ретка, тоа се деца кои што ќе имаат скршеници поради генетски мутации, како што да речеме остеогенезис имперфекта, тоа е мутација на колаген тип 1, каде што кај тоа дете во текот на детството, 8, 9, 10 година ќе настанат повеќе скршеници. И тоа е еден од критериумите да се размислува на тоа дека кај тоа дете можеби постои некоја вродена предиспозиција да настане скршеница. Интересно е што кај тие индивидуи може да постои мутација, но да имаат лесна форма на болеста. И таа индивидуа ќе добие скршеница можеби во четврта декада, трета, пета и така натака, ама во себе постои мутацијата, нели? И затоа е многу битно да се праша дали таа скршеница е ниско енергетска, односно настанува од обичен пат од позиција на тело и самата тежина ви прави скршеница. Да. За разлика од тоа, ако имате скршеница поради траума, удар од кола, велосипед, пат од висина, да речеме, нели, и така натака. Како возраста напредува понатака, појавата на болестите кај младата популација знаат да провоцираат остеопороза. Тука најмногу мислиме на диабетесот тип 1, кој што се јавува во раната возраст, тип 1,5 формата исто која што се јавува во пораната возраст. Хипертиреозата не представува исто така сериозен проблем, се јавува кај млади индивидуи, граве базедовата болест, која што за жал ако не е контролирана, поготово повеќе години фаворизира појава на остеопороза. Зошто? Бидејќи таму коцката место да има 200 дена животен век во насока на тоа ремоделирање, таа ќе има 100 дена и автоматски во тие 100 дена доаѓа до разградување место да таа коцка се одржува нели во тоа моделирање, понатака дел од оние воспаление на цревата, автоимуни, хроновата болест, улцерозниот колит представуваат сериозен проблем бидејќи во од малнутриција, слаба апсорбција на протеин, на калциум, нели, и хепаталните заболувања, нели, поготово тоа ја го спомнам алкохолизмот и он алкохолно замастување на црниот дроб, кој што за жал имаме се повеќе во младата популација, и тоа се дел од тие индивидуи кои што ќе имаат причина од болестите. Може да има преклопување, да имате вие некоја генетска предиспозиција, нели, и да тоа се преклопи заедно со дел од овие фактори. Третата форма е ретка, тоа се така наречени идиопатски форми, или каде што не ја знаеме точно причината, едноставно индивидуата така има склоност кон остеопороза. Во адултната веќе популација над 50-та година е онаја така наречена неменделеева група на генетски нарушувања. Тоа се генетски полиморфизми, каде што индивидуата носи ген за скршеница, меѓутоа во онаја веќе поодмината возраст, нели, тоа е над 50-та година, и затоа ние во тој прашалник што го имаме да процениме дали таа индивидуа носи некој ризик за скршеница, прашуваме дали вие сте имале мајке или татко што имале скршеница на колк. Тоа е едно од прашањата кој што стои во тој прашалник, нели, и со тоа фактички полека, нели, влегуваме во сите оние причини. Сега кога одиме веќе кон таа повозрастна популација, мораме да ги спомнеме жените, бидејќи знаеме дека менопаузата и постменопаузалниот период представуваат причина за појава на остеопороза. Зошто? Бидејќи жената ги губи естрогените кои што представуваат голем заштитник во правилното обновување на коцката. Со други зборови, кога се изгуби естрогенот, тогаш коцката нема заштита во насока да брзо и правилно се моделира, односно да се заштити од разградување, тогаш таа реабсорбција, односно напуштање на калциум од коцките е повеќе заголемен. Сега каде е тука? Ама не е само кај женската популација, кај жените, не, туку се јавува и кај мажите, токму тоа сакав да го кажам. Така. И покрај тоа што жените не се нели селуваш како број еден фактор на заштита, и кај мажите може да настане фрактура. Сте имале татко или мајка кој што имале скршеница,
пример зборувам, имате дијабетес од рана возраст, конзумирате алкохол долги години, децении или така натака, правите замастување на црниот дроб, сте во ситуација на хиповитаминоз за D3, значи имате ниски вредности поради причина можеби во која што ја прави самиот алкохол и таа машка индивидуа, покотоа ако е слаб хабитус, значи не е да кажам обезна индивидуа, некаде после 60 декада ќе има зголемен ризик за настанување на фрактура. Нели? И сега тука е интересна таа паралела околу годините. Да речеме околу 50-та година лицата може да имаат еднакво скршеници и на рбетниот столб и на колкот. Нели 23% ќе има скршеници на рбетот, некаде околу 20%, 18% на колкот. Меѓутоа, како одминува возраста, веќе во 8-та декада имате преку 80% скршеници на колк, а многу малце ќе имате 7-10% на рбетот. Нели? Зошто ќе кажувам овие параметри, бидејќи често се случува да во помладата возраст 5-6 декада ви се случи фрактура на вратен пршлен, која што ќе биде и со лесна симптоматологија и вас ќе ви каже пациентот: мене ме боли докторе грбот. Нели? Када ме боли во половината. И сега ние ќе кажеме ломбалгија, ломбоишалгија, друга дегенеративна болест на рбетот, но не помислуваме дали можеби тука станува збор за остеопороза, која што веќе прави скршеница на рбетниот столб. И затоа се битни сите тие фактори од претходно што ви ги набрав, зашто диагностиката на остеопорозата не е само пиеш D3 витамин, земаш и калциум и правиш декстраскен, напротив, тука е едно широко поле на фактори кои што доведуваат до остеопороза. Сега убаво објаснивте, значи што е остеопороза, како се јавува кај женскиот популација, кај женскиот пол повеќе, меѓутоа и мажите имаат остеопороза. Дојдовме до моментот на терапија. Така. Долго трајна е терапијата, ми кажавте некои 5 години, некои 10 години, сепак е индивидуално, нели? Се лекува ли остеопорозата? Дали значи е излечлива болест? Ние ја превенираме скршеницата. Тоа е она што би го дефинирал правилно. Ние можеме да кај голем дел од пациентите ја подобриме таа густина на коската и да ја зајакнеме со лековите. Меѓутоа морам да кажам во старт дека лековите самите по себе нема да доведат до правилно заздравување на коцката. Зошто е битно тоа, бидејќи ако вие немате добро регулиран D3 витамин, внес на калциум, но не само преку таблети, туку преку исхрана. Зошто го кажам тоа, бидејќи ние многу пати треба да знаеме дека преку внесот на млечни производи внесуваме протеин и маст, кои што не се битни за правилен развој на мускулатурата и на коските. Значи не е калциумот пресе сам по себе дека ќе ја направи, ќе ја реши природата на остеопороза. Дополнително многу е битно дали тоа лице ќе има дијабетес, дали тој дијабетес ќе биде регулиран, дали имате хипертироза, дали е регулирана, што внесува од храна, дали има правилен внес на протеинска храна, колку е физички активно тоа лице. Зошто е ова битно? Ако вие дадете терапија и таа индивидуа убаво и ние викаме ја профилирате, значи убаво ги видите сите тие фактори и се регулираат тие фактори, тогаш е многу поголема шансата да тоа лице побрзо ја ојача таа коскена срцевина, значи која што е битна за тоа моделирање и таа коска ќе има своја цврстина. И тогаш ние во временска рамка од 3 до 5 години ќе успееме дека таа индивидуа тој негативен скор од минус 2,5 го качиме можеби во остеопенија да биде минус 2 и така натака. Има една група на пациенти зашто каде што терапијата треба да оди повеќе од 5 години и тука доаѓаме до тоа кој е изборот на лекот, независно од внесот на калциум и на D3 витамин регулацијата. Само да не заборавам да ги спомнам и оние пациенти кои што имаат бубрежна слабост, таа е исклучително и многу битен фактор за превенирање на секундарна остеопороза преку линкот на претворба на витамин D3 дели во бубрегот, паратироидната жлезда нели и коската. Немаме толку време сега да разговараме, но тоа е многу битна група во таа насока и на крајот новите генерации на лекови што ни дозволуваат дека ние ќе одредена група на пациенти имаме и третман до 10 години ако таа индивидуа нели тешко реагира на таа терапија, има голем број на ризик фактори кои што фаворизираат нели разградување. Значи терапија сепак има, малку е по-долго трајна, меѓутоа сепак дава одлични резултати за да се излекува оваа болест. И она што е многу важно во целиот овој разговор, а не би сакала да обрнеме помалку внимание, е превенцијата. Значи како се превенира остеопороза, која што е неминовна. Еве, вие ако имате некоја статистика, убаво и да кажете колку од прилика од популацијата заболува од оваа болест и што е превенцијата, од што се состои?
исхраната, физичката активност, начинот на живот, предпоставувам? Така е, сите тие фактори имаат големо влијание во превенцијата да прогредира ако веќе настанала остеопорозата или ако не настанала, како да се превенира. Апсолутно дека е битна физичката активност. Втората работа која што морам да ја кажем е начинот на исхрана. Да. Во тој начин на исхрана мора да сме свесни дека мора да се намали внесот на храна која што е неквалитетна, богата со шекер, богата со сите масни киселини, тоа е она што се конзумира многу често, тој така начинот трансфер, поготово во младата популација. Многу битен фактор ни алкохолот, кој што за жал морам да кажам како секундарна причина е многу запоставен во поглед на таа рана појава на остеопорозата. Она што радува што младите генерации веќе се повеќе почнуваат да влијаат, да внимаваат на своите животни навики, што во нека смисла што е за пофалба, така и во догледно време тоа ќе вреди со плод и во насока на превенција на појава на остеопорозата. Таму кај што ќе се појави многу е битно да се земаат на време на тие суплементи. Битно е дозата на витаминот D, колкава ќе биде по некои критериуми требало да биде 800.000, меѓутоа ние некаде даваме 2000, тешки форми 5000 дневно единици, само за да тој D витамин се качи во таа нормална вредност и да се направи превенција за остеопорозата. Реков веќе мора да се регулираат и состојбите, дијабетесот, хипертиреозата, нели, ако лицето има бубрежна слабост, мора со време да се размислува дека таму можеби ќе настане забрзано разградување, па тие лица ги едуцираме, не им кажуваме бидете ќе внимавате на тој внесна храна, калциум мора да внесувате и така натака. Едноставно лицата мора да се свесни дека остеопорозата, поготово кај жените кога ќе настане менопаузата, таа постои тука. Не значи дека секоја жена која што ќе влезе во менопауза ќе направи остеопороза. Значи имаме жени кои што влегуваат во остеопороза нели во 50, 52, 55 година. Сепак зависело од начинот на живот претходно, така ова што го зборувам. Да, но и зависи кога ќе настане менопаузата. Вие имате жени каде што настанува многу рано, 40 година и вие знаете дека таа жена веќе во старт тој процес можеби ќе се забрза, ние не викаме дека ќе настане сигурно остеопороза. Ама таа жена е битно да биде свесна дека можеби постои таква можност и ќе си има една свесност за својата состојба и ќе побара контрола за остеопороза. Ние имаме и лабораториски маркери кои што може да ни укажат како тој метаболизам на калциумот, нели, на фосфорот, на D3 витаминот, на парахормонот, нели, креатининот, како е функцијата на бубрезите, каде е црниот дроб и таа индивидуа ќе се едуцира правилно да се каже ова се вашите слаби точки што би воделе кон, нели, забрзана појава на остеопороза. Кај дел може да се јави и ако се направат промените, и тоа сме го имале во пракса, едноставно жени кои што внимавале, нели, на животни навики и така натака, но едноставно генетиката е појака. Пак се јавува, така. Се јавува. Меѓутоа тоа не треба да значи дека ќе другите жени ќе се јави, значи не треба да живее во страв, туку мора да се направи, нели, една свесност која што вас ќе ви натера да внимавате на тие работи кои што провоцираат остеопороза. Така е. Докторе, точно во минута завршивте како што е по сценариото наше предвидени минутите за овој денешен разговор. Мислам дека убаво се точно објаснивме и опфативме буквално се за остеопорозата. Она што ни беше и нас и вас цел беше да не ги уплашиме гледачите, баш напротив, да им дадеме корисни совети за тоа најмногу дека оваа болест се лекува сега во ова денешно време на модерна медицина и што е најважно, така е, се превенира. Ви благодарам уште еднаш за разговоров. Оваа тема за витаминот D3 е многу интересна. Може да биде наш повод за повторна наша средба, бидејќи навистина доста важен во многу предпоставувам состојби на организмот. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Ви посакувам убав работен ден и нема веќе да ве задржуваме овде, бидејќи ве чекаат вашите пациенти на работа. Благодарам многу на поканата. Ви благодарам јас.